Ајде да видиме што е булинг. Здраво дечки, јас сум Кика Авиро, а ова е Body Positive Macedonија, каде што зборуваме за љубовта кон себе си, кон нашето тело, самодоверба и нашето физичко и психичко здравје, а овој пат зборуваме и за булинг. За булинг македонски превод баш и немаме, меѓутоа вклучува многу работи од типот на малтретирање, злоставување, напаѓање и слично. Меѓутоа, ајде да видиме што точно е булинг, а што не е булинг. Може некои работи и не се булинг, а мислиме дека се. Мене ми е навистина многу драго што во последно време се повеќе и повеќе се зборува на оваа тема. Ова е дефинитивно тема која што треба да се разговара и некако да се обидеме сите заедно да ги спречиме понатамошните појави на овој феномен, кој што најчесто ги зафаќа децата, меѓутоа многу често може да се појави и кај возрастните. Булинг е несакано, агресивно однесување, кое што најчесто се појавува кај децата, а вклучува дисбаланс на моќта. Ова однесување се повторува или има потенцијал да се повторува. Значи, за булинг да биде булинг, треба да има два елементи. Дисбаланс на моќта и повторување. Ајде да видиме што значат овие две работи. Дисбаланс на моќта е всушност тоа дека една личност ја користи својата моќ, која што може да биде од различна форма, може да биде физичка моќ, може да биде популарност, односно социјална моќ, може да биде тоа што поседува некакви информации или материјали за другата личност, кои што се засрамувачки или приватни информации, кои што личноста не сака да биде објавени јавно. И оваа личност која што ја има оваа моќ, ја користи оваа моќ за да ја повреди другата личност. Сега, тоа повредување може да има исто така различна форма, може да биде физичко повредување, може да бидат навреди, може да биде контрола врз другиот и така натака. Значи, едната личност има некаква моќ над другата личност и ја користи таа моќ. Сега, вториот елемент за булинг да биде булинг е повторувањето, односно мора да се случува повеќе од еднашка за да се нарече булинг. Инаку би било злобно однесување или непристојно однесување кое што се случува само еднашка. Сега, ајде да видиме какви типови на булинг може да имаме. Официјално има 3 типа на булинг, односно физичко, вербално и социјално насилство. Физичкото насилство е она кое што прво ни паѓа на памет, кога ќе кажеме насилство или булинг. Она кое што прво ни доаѓа како слика од што сме гледале по филмови, како деца во школа се буткаат меѓу себе или некој на некого му ги зима книгите или му ги бутка книгите или го тепа или го плука, го клоца и така натака. Второто е вербалното, односно не мора да го удрите некого за да го навредите, така и да го повредите. Тоа значи дека вербално го навредувате некого, му се заканувате, му се подбивате на некого, го нарекувате со погрдни зборови или несоодветни коментари давате, или па например го провоцирате на било каков начин. Третиот официјален тип на насилство е социјалното насилство, односно она кое што влијае на репутацијата на човекот. Што значи тоа? Например, ширење на гласини кои што не се точни или засрамување или посрамотување на некого во јавност. Например, правите звук дека некој прднал, например, и го набедувате некого дека тој прднал. Дали е прднал збор кој што можам да го користам во видео? Можам, зашто да не? И не само што го набедувате, туку пример и ги
набуцкувате сите да се смеат и да го избегнуваат тој човек понатаму. Исто така може да биде нешто од типот на изоставување од групата, не можеш да се дружиш со нас, не сакаме да се дружиш со нас. You're wearing sweatpants. It's Monday. So? So that's against the rules and you can't sit with us. Whatever. Those rules aren't real. They were real that day I wore a vest. Because that vest was disgusting. You can't sit with us! Сега, четвртиот тип на булинг е сайбербулинг, кој што во денешно време е најчест тип на булинг, односно на насилство, кое што всушност се случува онлайн. Во ова време сите имаат пристап до интернет, дури и оние кои што не треба да имаат пристап до интернет. И секој мисли дека може да прави што сака. Најчесто овие були, оние кои што се насилници онлайн се сосема анонимни, не го покажуваат своето лице, ниту своето име, ниту својот идентитет, меѓутоа знаат да предизвикаат навистина големи реакции, големи негативни реакции кај некого. Може да вклучува праќање или постирање или шерување, споделување на некаков материјал, некаква содржина за некого кој што е навредувачки или од приватен карактер за тој човек и тој човек нели не сака да биде споделен тој материјал. Меѓутоа најголемиот процент од булинг онлайн што се случува е оставањето на погрдни и лоши коментари кои што се навредливи, кои што се упатени кон некого со цел да бидат повредувачки. Булингот има навистина многу голямо влијание над жртвите на булинг и тоа влијание може да се провлекува низ целиот нивни живот. Јас ова можам да го кажам од лично искуство. Овие искуства можат да бидат многу травматични и можат да остават и трајна последица врз она како размислува жртвата, меѓутоа дури и да влијаат на нејзиното ментално здравје. Ова беа неколку факти кои што треба да ги знаеме за булингот. Она што јас би го кажала е дека не сте нешто повеќе од другите ако направите некој друг да плаче и да си се мрази себе си заради вас, не сте воопшто фраери. Ако имате деца, учете ги на тоа, учете ги дека не е убаво да го прават тоа на другите луѓе. А доколку вие сте жртва на булинг, доколку преживејувате вакви работи, направете муабет со некого, направете муабет со вашите родители, кажете на некого, на вашите учители, професори, психолози, педагози на школа, кажете на некого, не ќутете. Најбрзиот начин за тие да престанат со тоа е ако некој возрастен се вклучи во целата таа приказна. Доколку не сте жртви на булинг, а видите дека се случува нешто такво, изреагирајте. Превземете нешто, кажете му на насилникот дека не е во ред тоа што го прави. Направете го да чувствува дека има одговорност врз тоа што го прави, дека тоа што го прави може да има некакви последици на другиот човек, а и на него. Тоа е се што би сакала да кажам за ова видео. Долу ќе ви оставам линк каде што ќе можете да прочитате повеќе за темава и од каде што јас ги најдов овие информации за да ги споделам со вас. Бидете фини према себе си и према другите и сакајте се себе си, ама и другите. Ајде да ставиме крај на булингот и сите да бидеме среќни.
Ако ви се допадна видеова и сакате да гледате повеќе вакви видеа, кликнете subscribe, кликнете лайк за да знам дека ви се допаѓаат овие видеа и се гледаме во наредното видео. Чао, чао!